Прашањето на јазикот е, знаеш дека мој мајчин е албански, но немам проблем да комуницирам и македонски. Прашањето на јазикот е богатство. Јас, например, знам турски. Сум учел во малото и воопшто тоа не го сметам за хендикеп. Што се однесува до албанскиот, не гледам потреба да некој биде присилен да го учи, но не гледам исто така потреба некој да биде така напумпан да не го учи затоа што тоа е погрешен пристап. Зборуваме за јазик кој што се употребува во политички цели како мамка за гласови. Тука е главниот проблем. Тој им ја наметнува таа работа на другите, во меѓувреме албанските партии го прифатија тоа што го фрли тој на маса. За нив е нормално да го бараат тоа и се, но тој им даде некој друг мотив и тука е грдотијата на нештата. Употребата на јазик е едно прашање толку убаво и свето за политички поени, мислам дека тука е страшната работа. Заев јасно се изјасни дека рамковниот договор кој што е дел од нашиот устав, значи променет во 2001 година, дека сега он ќе го надмине, значи ќе го прошири рамковниот договор, дека тоа е една рамка која што може да биде ништовна и дека можеме да идеме во други делови. Двојазичност е само еден дел и нормално на сето тоа, кога викаш дека рамковниот договор веќе не е доволен, дека треба да идеме понатаму, нормално дека позиционите партии, односно негови опозит партии му викаат, сега ти значи идеш и во федерализација и во кантонизација, така да од една убава работа, дали децата во Скопје ќе учат факултативно албански за да може да се разбираат со своите другари на нивниот јазик, сега он тоа го наметна дека ќе идеме на цела територија. Да се инсистира на нешто кое што нема никаква логика според мене, апсолутно нема никаква логика, туку само носи зголемување на буџетски средства кои што ќе треба да се трошат за ништо. Не можам на никој начин, освен како еден обид за политичко поентирање кај етничките албанци. Тој се уште очекува дека од албанското гласачко тело ќе исцрпи голем број на гласови. А еве како што гледаме, сите се обидуваат наклонети кон Социјалдемократскиот сојуз да ги исправат или доинтерпретираат неговите инаку јасно кажани ставови. Значи, да, двојазичноста тој ја турка за да добие гласови, но не верувам дека утре ако ја добие власта, дека навистина ќе се спроведе двојазичност на целата територија на Република Македонија, бидејќи знаете дека јазик се учи од потреба.